Прашањето како доаѓа слободно може да ги одговорам, може да останати на крај како сакате ќе одлучите вие. Се надевам дека нема да ми се случи исто што случи на Деко и дека нема да направи интернетот проблем. Вака денеска ќе зборам јас за Developing Hyper Casual Hits. Не се кирате само текстот на следовите на англиски јазик, јас сепак ќе зборам на македонски. Има многу термини во оваа индустрија што стварно не знам точно како би се нашле аналогија на македонски јазик, затоа го напишав текстот на англиски јазик. Outline на денешната презентација ќе биде мал introduction за мене лично и Furious Avocado повеќе. Како студија што работи Hyper Casual игри, после тоа ќе биде запознавање со Hyper Casual игри, како оди процесот на издавање на една Hyper Casual игра. Case study за тоа како одеше на нашата најпопуларна игра Tie Dye и после тоа во позадина како ние ја развивавме Tie Dye, development делот, што научивме од тој дел, како го подобривме и како го аплицираме на другите Hyper Casual игри слеш хитови што ги работиме во Furious Avocado. Овој тимот на Furious Avocado, овој моментално целиот тим на Furious Avocado што постои, се собравме за една така интересна фотосесија, ни треба некои компанески слики. Ние сме студио што го започнавме во 2020 година со 6 фаундери, 6 вработени на почетокот. Моментално броеме 13, се растеме, ностоп вработуваме и вработењето ни се моментално во 4 држави. На почеток почна само како студио во Македонија и се уште сме базирани во Македонија, тоа што имаме вработени во Германија, Холандија, Србија и секако Македонија. Пандемијата допринесе за тоа, се префрливме многу брзо на work from home, кога се случи сите проблеми и свативме дека е супер да бидеме remote first studio. Значи, секако дека сме базирани тука, може да се работи тука, али исто така ако некој работи во друга држава е се во ред. Сега се фокусираме стрикно на hyper casual игри. Имаме многу амбициозни планови за да се прошируваме и во други нишови на mobile gaming. И двете игри што се издадени наши се Tie Dye и Candlecraft, ние сме креаторите на тие игри, тие се издадени со други издавачи. Значи ние сме development studio, не издаваме игри, работиме со други издавачки куќи. Едната Tie Dye е издадена со Crazy Labs од Израел, а Candlecraft е издадена со Voodoo од Франција. Не сум сигурно дали сте запознаени со Hyper Casual игри, затоа ќе се осврнам малце на Hyper Casual игрите на неколку слайдови, бидејќи се многу различни од тоа што како геймери го разбираме како игри. Значи, Hyper Casual игри се, more or less секоја се mobile игри, mobile видео игри, што се easy to play и многу често free to play, значи не треба никакови пари да се трошат во играта за да се заврши цела игра и цел контент да се отклучи, например. Тоа што ги прави специфични е дека се дизајнирани така да бидат достапни и да ги заинтересира сите можни луѓе на планетава Земја. Значи не се gamers game, кој што викаме. Значи не мора да е некој franchise gamer, значи што многу сака видеоигри, хардкор видеоигри, Blizzard и така дале, што да игра World of Warcraft, се тоа, него вие треба да бидат да им се допаѓаат на сите можни профили на Земја, буквално everyone, и дури често има една работа се вика The Mom Test, кој ќе направиме некоја игра, ќе даваме на роднините, на мајките, на сите луѓе што не се геймери, да видиме дали ќе ги разберат. Ако не ги разбират, имаме проблем. Играта не е hyper casual, нешто посериозно, треба повеќе да се внезе во тоа. Не се content heavy, значи они си имаат контент бајаги, може да се игра, си имаат 100, 200, 300, 500 нива, зависи од играта, ама не е нешто што може да го играте со години, например, да биде ностоп свежо. Тоа што не го пише тука на слайдот и се користи многу често во оваа индустрија е терминот snackable, како да бидат како грицки, например. Значи една сесија играње од Hyper Casual игра да биде како да изгрицкате 2 коцки чоколада, например. 1 минутка, 2. И готови сте. Не мора да одвоите пола сат или сат време, специфично време за да играте играта. Ова не е секогаш точно секако, али по дефиниција треба да може една Hyper Casual игра да ја развие еден девелопер за еден месец. Секако зависи од типот на играта, квалитетот на играта и така натаму, но идејата е дека циклусот на развивање е многу брз, тоа сака да каже. Овој пазар во последните, не сум јас игран кога точно почна, е во многу голем подем. Значи многу голем подем, повеќе од 2, 3, 4, 5 пати секоја не се зголема бројот на игри, бројот на студија, бројот на играчи, бројот на издавачи и така натаму. Има неколку клучни издавачи
кои што ги напомна Voodoo и Crazy Labs, тоа се некои издавачи кои што ние соработуваме, Say Games, Quali и уште неколку така големи. Доброто е што сите овие издавачи се многу down to earth, може си имаат контакт форми на нивните веб страни, ако имате некоја hyper casual игра, идеја направена и ги контактирате, нема да бидат преважни за вас или да ве одбијат. Обавезно ќе се состанат со вас, ќе ви дадат фидбек за играта, ќе зборите и може ќе потпишете договор за издавање. Ова се некои примери на hyper casual игри низ годините. Се почна од горе десно, таа со блоковите, малце зелената, од една фирма се вика Ketchup. И после тоа се разви. Тоа што може да видите за сите овие е дека многу просто изгледаат, значи имаат многу чисти визуелни детали, значи се знае тачно што е добро, friendly, што е зелено, нели? Што е лошо, црвено, enemy, нема многу ефекти, нема многу позадини, повеќето се само градиенти нели, или прости облаци, прости води, прости згради, например, зградите, ако ги видите во таа долната игра што сега Cube Surfer, се блокови само, значи нема ни прозори, ни такви работи, направени се пак кога ќе биде, кога ќе види играта, свати секој што се прави во играта и да не биде прекомплицирана. Малце тоа контраинтуитивно знам, ама луѓе кои ќе видат нешто големо, грандиозно, со многу добри визуелни ефекти, ги интимидира, ги плаши и нема да влезат да играат играта. Дури може би играта да е за нив. Затоа hyper casual игрите се прават со ваква визуелна естетика да веднаш кога ќе се опали играта, играчот без разлика кој неговото познавање на видеоигри да разбере што се игра, што е целта на играта, значи што е добро, што е лошо, лево се мрдам, десно се мрдам, скокам, тап, не е битно. И играта е така направена да ако има некои можеби покомплексни механики, додека играте управите неколку ниво ќе ве научи и тоа е тоа, после тоа се само варијации и ве ставаат да си играте едно ниво кога сакате. Сите овие игри имаат нивоа што требаат од 20 секунди до 40, можеби минута да се завршат, некогаш и многу помалку. Пак тој снекава момент, ќе седнете ќе си играте едно ниво. Се возите во автобус, ќе си играте ниво, чекате нарачка и ресторан, ќе си играте едно ниво. Тоа е целта на hyper casual игрите. Ова е мал сапсет од нашите hyper casual игри. Горе лево, Cupcake Unicorn, правевме Cupcake, не знам како се вика на македонски во моментов, мафини. Crossy Logs, правиме некои мостчиња со дрвца, сендвичи, Cupcakes, доле лево е Tie-Dye Runner, па имаме Sandwich Runner, доле десно Gossip Detective и 2D игри исто така имаме правено. Горе лево е Slinky, тој е интересен ранер, Pack-It, имаме Smoke Die, Hydro Dipping, се трендови такви некои симулацијски што постојат, пошто тоа ни оди, како што ќе видиме со Tie-Dye. Зашто ги покажам овие, не толку се пофалам колку сме добри, супер работиме, што е точно и така е, него дека ова се, еве например, десетина hyper casual игри што Furious Avocado ги има направено, многу повеќе се, али од овие ни една не е издадена. Значи од овие тука што се на овие два слайда се игри што не ги има направено до некој степен и кој што може да видите до некој степен на квалитет и fidelity, но ни една од овие не се издадени. Нашите издадени игри, нашите хитови се Tie-Dye и Candle Craft. Сега ова се мега хитови, имавме таа чест и привилегија да работиме нели со издавачи со кои се соработуваме, ги дававме се од себе и тоа вроди плод. Tie-Dye игра што има преку 150 милиони превземања, веќе влегува во стари hyper casual игри, пошто се издаде сега во на 1 јули ќе полни 2 години, тоа за hyper casual игра бајаги време, животен век. Candle Craft е многу помладе, Candle Craft издадавме во ноември ланската година и не сум сигурен кои се точно бројките, ама исто така, тоа што Candle Craft го постигна беше број 1 во Америка во првата недела од своето постоење. Тоа е многу голем престиж така на топ листите. Tie-Dye беше број 1 на Worldwide. Тоа што сакам да го објаснам, би ќе објаснам на наредниот слайд е дека иако имавме ние толку многу обиди, издадовме само 2 игри. Сега зашто е тоа така? Пазарот во hyper casual е бајаги брутален на некој начин, бидејќи има многу competitors, значи има многу студија и издавачи и индивидуални девелопери кои што се преваруваат за времето на играчот, нели секој играч има одредено време што го троши на забава, дали тоа е играње игри, гледање Netflix или читање книги. И се повеќе игри има на пазарот што се преваруваат за истото време на играчите што постојат.
Тоа е така бидејќи како што кажав, циклусот на правење на hyper-casual игра е многу краток. Значи не е како AAA игра се прави 5 години, 3 години тим од 500 луѓе, него може тим од тројца за неколку месеци да направат hyper-casual игра. Tie-Dye беше третата игра што ја тестиравме. Тестирање е поим што ќе го користам често низ презентацијава, не значи тестирање на кодот и квалитетот на играта, него тестирање на пазарот, на hyper-casual пазарот, за дали таа игра а, е добро дизајнира за пазар, дали има побарувачка за таква игра на пазарот. Тајде беше трета игра што тестиравме и базирано на некои стандарди во hyper-casual индустријата, бевме above average, тука има луѓе што имаат многу повеќе прототипи што ги тестирале, не успеале и издали игра тек после 20 или 30 пропаднати идеи прототипови. После тоа имаше доста време кога што немавме издадена игра, една цела година можеби, но цело време тестиравме, преку 15 и повеќе игри сигурно тестиравме до различни степени и стигнавме до Candle Craft. Candle Craft издадавме во ноември, од тогаш наму се уште тестираме секако и го бараме наредниот хит што ќе го издадеме. Пазарот знае да биде непредвидлив и сакам ова не го кажам да ве избројкам од пазарот, него само да ја знаете реалноста на пазарот и секако за ова да се митикира има повеќе начини што ние секојдневно ги користиме во Furious Avocado и во делот на правење игри идеации и во делот на самото развивање на игрите и за тоа ќе зборувам денеска. Една работа што треба да се знае, да се разберат hyper-casual игрите е дека скоро секоја се бесплатни. Некои од нив имаат опција да се троши пари во играта, или тие ги викаме in-app purchases. Најчесто тоа е да се тргнат рекламите. Зошто е тоа да се тргнат рекламите? Зашто главниот начин на финансирање на hyper-casual игри е преку реклами. Препознаваме два типа на реклами, interstitial ads и rewarded ad videos. Interstitial се тие изненадни реклами што ги викаме, играта, во некој дел сте од нивото или може да почне на ново ниво и одеднашка се пали реклама на вашиот екран и мора да почекате барем 5 секунди пред да се појави тоа копчето за скип. Никој не го сака ова, го прекинува game flow-от, нели, некои повеќето луѓе се нервираат, некои прават финти, гасат интернет за да играат играта. Сепак овие ги користиме бидејќи носат ревењу во играта, а тоа што најмногу ние на Tie-Dye на многу добар начин го имплементиравме со овие rewarded ad videos, тоа се буквално купување на in-game айтеми, не со пари, не со вистински пари или пари во самата игра внатре што се заработуваат, него со гледање, доброволно гледање на реклама од отприлика 30 секунди. Значи во Tie-Dye се бојат мајци со различни шишиња од кои што тече водата, било кој шише во играта, може било кој играч да притисне на копче, да изгледа реклама од 30 секунди и ја добива, технички го купува новото шише. Ова е пак некој начин на правење трансакции, нели? Време, место пари кај играчите, а кај нас стига процентот, нели, од самото покажување на рекламите. Овој начин го обожаваат играчите, бидејќи не е интрузивен, не е нешто што ги спречува во играњето, него тие самите одбираат кога сакаат да ја направат акција и за тоа добиваат некој подарок и се среќни за тоа што го добиле. Битно е да се напомене дека на овие revenue streams од реклами, профитот секогаш од по-корисник е бајаги мал и затоа е многу битно да се оди на волуме. Значи големи успешни игри имаат милионски даунлоди. 150, мислам дека се близко до 160 милиони со Tie-Dye, секогаш беше битно за Tie-Dye да биде таков голем хит. Вака hyper-casual игрите ги прават парите. Значи треба, ревењето секако го правиме игрите, ова е бизнис, ние имаме студио, го водиме, мора да заработиме пари. Од тука доаѓаат, не доаѓаат од продавање продукти. Сега за да се зголеми ревењето и виралноста на играта, два фактори се во игра, key performance фактори. Едниот е CPI или cost per install или на нашки цена по инсталација, а другиот е битен е Day 7 retention, D7. Првиот е битен бидејќи за да дојдат играчи во играта треба да се рекламира. Значи се рекламира во други hyper-casual игри, се рекламира на Facebook, се рекламира на TikTok, се рекламира на Snapchat. Тие реклами ги прават издавачите, има видеомонтажери, смислуваат реклами по последните трендови, се имавме реклами за Squid Games, имавме реклами исто тука нешто со Thanos, со Spider-Man, со такви финти, све што е тренди во моментот. Тие реклами ги пуштаат во системите тие и трошат пари, нели, за маркетинг. Сега за да се измери колку всушност се трошат парите, се гледа таа реклама колку инсталации ќе донесе во играта и така се добива тој cost per install.
може да дефинираме и да дознаеме ние колку пари чини една инсталација на tie-dye, например, или на било која игра што се инсталира. Ова е вака за сите мобилни игри, не е само за hyper casual игри. Retention, D7 retention е процентот на играчи што ја играат играта барем 7 дена од нивното инсталирање. Значи, ќе инсталираат играта на Day 0, го викаме тоа, D7 значи мериме колку процент на играчи што инсталирале играта продолжи да играат 7 дена. Тоа е битно, бидејќи играјќи играта, тие гледат реклами, што генерира нели профит, и треба да се D7 retention е битен да има некој одреден специфичен процент на играчи што се уште гледат играта, за да има играчи што ја играат играта, што генерираат профит гледајќи реклами. За да биде играта профитабилна, треба да се работи на овој баланс, треба секако профитот да биде помал од cost per install, и имаме некои целни бројки за овие два фактори што се трудиме секоја игра да ги постигне, и така може да знаеме дека играта ќе биде финансиски viable, ќе може да издадеме и нема да поди во негатива, например. Ова го правиме во неколку фази на тестирање. Пак ќе напоменам, ова е тестирање на пазарот, дали пазарот добро реагира на играта. Зошто го правиме ова? Ова го правиме заради концептот на fail fast. Значи да се работи на една игра 3 години, без да се провери пазарот како ќе реагира на таа игра. И таа игра после тоа се издаде и се внесе во неа време, пари, ресурси, маркетинг, девелопери, серверски костови што е да е. И таа игра се издаде, и одма да се види дека не е тоа што играчите го сакаат и е буквално fail, што би рекле ние. Тоа е многу wasted resources. Hyper casual индустријата има различни механизми што ни дозволуваат да не се изложиме на таков ризик, и тоа се овие фази на тестирање. Значи играта ние и tie-dye, сега ќе видите скриншот и ќе ви покажам, кога направивме и tie-dye и сите други игри што ги правиме, не ја правиме целата игра од почеток. Ја правиме во фази, со секоја фаза валидираме некој дел од пазарот дали има побарувачка, и ако нема, играта се убива. Тоа е тоа, нема да биде профитабилна никогаш и нема зашто се работи веќе на таа игра. Ако ја убидеме во фаза 2, например, или во фаза 1, е многу помалку време, пари, ресурси потрошено него да убиеме во последната фаза после неколку месеци. Кои се тие фази? Првиот тест, што мора да признам во последно време не се толку употребува, е тој CTR тест, CTR е скратено click-through rate. Тоа е буквално тест во кој што ние снимаме околу 30 секунди демо или геймплей видео, некогаш и во постпроцесинг ставаме работи што всушност ги нема во играта, и го пуштаме тоа како реклама, не мора ни да имаме функционална игра, и се мери едноставно колку од играчи што ќе видат таа реклама на било која платформа, ќе ја кликнат. Значи буквално click-through, колку ќе ја кликнат. Тоа мери тоа ни дава некој индикатор за интересот на играчите за таа тема, например. Ако тој број на играчи што ќе видат таа игра ќе кликнате барем 5%, тогаш знаеме дека може нешто да биде одиграно и продолжуваме понатаму. Ако е помалку од 5%, уште во овој момент ја убиваме играта, викаме окей, ова идеја не е нешто што може да се продава и ајде да смислиме нешто ново. Нареден чекор е CPI видеос, каде што ја тестираме таа cost per install вредност. Повторно, може дури истите видео од претходната фаза ги користиме, со тоа што во овој чекор правиме всушност билд од играта и го качуваме на продавниците, на мобилните продавници. Најчесто тоа е App Store на iOS и се тестира само во Америка. Историски, најголемиот процент на профит доаѓа од iOS во Америка. На сите мобилни игри, не само на hyper casual игри, заради тоа го проверуваме прво тоа, бидејќи таму ако не е добро, не може ниједен друг пазар да компензира. Го пуштаме повторно тестот, значи отприлика околу 5-6 дена, може би 2 недели работиме на верзијата, и сега ги мериме пак click-through rate-от, а исто така го мериме тој CPI индикатор, значи се внесува маркетинг буџет, се пуштаат реклами, трае тоа една недела, и ние мериме после колку таа маркетинг кампања им донела играчи, може да видиме колку е cost per install, колку секој играч нас не кошта да го донесеме во играта. Се над 30 центи не може да направи играта профитабилна, бидејќи како што кажав, профитот од реклами е многу мал. Значи секогаш е под $1 профит од реклами, може и под 50 центи, затоа се иде на волумен. Се над 30 центи ќе биде прескапо, и ако играта не постигне 30 центи, или ќе пробаме некоја мала итерација да видиме нешто да смениме во видеата или во самата игра,
но често ако е нешто големо како тука ни каже долар, долар и пол, тоа значи повторно дека нема побарувачка на пазарот и може слободно да убиеме играта. Престануваме веќе после 10 дена од девелопмент, не после неколку месеци, правиме нова игра. Mega Unicorn Hits, тај да би го сврстил во таа категорија, ти имаат и во овој чекор веќе покажуваат многу добри ретеншн бројки. Значи, иако е базична играта со многу малце нивоа, правите фанови ја играат и по 7 дена, може и повеќе. Кога се пројде CPI фазата, наредно правиме retention тест, што го викаме. Овдека ни треба малце поголемо време на development, 5 до 10 дена, може и повеќе некогаш секако, и пуштаме бајаги робустна верзија од играта. Значи во играта има содржина да се игра неколку дена, 3-4 дена сигурно, има повеќе диверзитет на нивоата, има повеќе engagement што се барат страна на играчите и мериме колку играчи од тие што ќе инсталираат играта се враќаат наредниот ден. Day 1, првиот ден го мериме. Ако тоа е барем 32%, секако што повеќе толку подобро, ако е барем 32%, а имаме се уште добар CPI од претходната фаза, помалку од 30 центи, на некој начин тоа ни кажува дека веројатно играта ќе биде профитабилна. Историски кажано, бидејќи многу hyper casual игри се издаваат, големите издавачи што ги издаваат игрите издаваат по една на две недели, имаат многу информации и податоци и они имаат сигнато да вие некои бројки историски кажано дека ако CPI е под 30 центи и retention на 32%, играта ќе биде профитабилна. Колку ќе дознаеме во наредниот тест. Наредниот тест е ARPU, Average Revenue per User. Е таа метрика, овие метрики ви ги кажам на англиски бидејќи вака ќе ги прочитате било кај на интернет. Мериме колку е профитот од корисник. Просечен профит од корисник, тоа значи ARPU. Нема тука некоја вредност на што се бројка, само треба да е позитивна. Ова само ни ги валидира претходните претпоставки дека ако е 30 под 30 центи CPI и retention на 32%, ќе биде играта профитабилна. Ако тоа се случи всушност пројде, тогаш одиме на scale тест. Ова е скоро финален билд. Се пушта многу голема рекламна кампања, само да се потврди се од претходните тестови дека се уште е точно, не само во Америка на iOS, него на повеќе пазари. Се отвараат повеќе пазари, се отвараат сите пазари за некој време, се отвараат повеќе пазари, моментално не сеќавам кој беа, мислам Канада дека се отвара некои европски пазари. Ова е само да се верифицира дека тоа што сме направиле до сега, што е податоци што ги имаме од iOS Америка, важат за секаде на светот. Скоро секојаш ова проаѓа не се случило да падне, историски кажано. Stage 6, full release. Во овој момент ја префрлуваме на играта од нашиот акаунт на сторот на издавачот и оние промовираат се уште повеќе, влегува во нивното портфолио и профит. Работа не застанува таму. Игрите, пошто бидејќи се работи за брзи циклуси, игрите излегуваат со бајаги фичерс и бајаги содржина, но ние секогаш имаме идеја да дадеме повеќе и работиме, тој период на работење го викаме Live Ops, тој нема крај, се работи константно се дека им интересира играта, не се уште работиме Live Ops за тај деј, после скоро 2 години. Цело време смислуваме апдейтс, дали контент, дали некои нови фичери, некои финти, некои варијации на игрите, трендовски, некои трендови што се моментално популарни ги насојаме во играта и така натаму. Цело време смислуваме апдети и пуштаме нон-стоп апдети на играта и мериме како тие ќе влијаат на CPI и retention, тоа се битните фактори што ги мериме. Често го правиме преку AB тестови, нема да влегувам тука многу, тоа е маркетиншки трик на ќе се пушти една верзија од фичерот на една група луѓе, друга верзија на втора, трета на трета и ќе видиме која најдобро ќе перформира и ќе речеме ќе ова е победничката, ова сега луѓето одиме со ова. Тај деј. Ова беше CPI тестот за тај деј. Значи го може да видите, ова е bare bones, нема никаква позадина, сме одбрали некоја боја, веројатно, ништо не ова на рандом, на шашма секако, само да кажам дека нивото на што се внесовме ние на трудот во играта беше на минимално ниво за да добиеме тие информации побрзо. Ова го направивме, мислам, за неколку дена, не се не сеќавам баш колку точно. Имавме маса, на маса доаѓаше мајца, во играта имавме само мајца со кратки ракави во овој момент, ни една друга облека, имавме само овие бои, не може да се уклучува други бои, го имавме само тоа шише, го имавме само тој аквариум, имавме само оваа тиркизна позадина. Немаше клиенти, немаше ништо, буквално беше доаѓа мајцата, се витка, ја боиме, се бања, се отвара, next level, повторно истото.
Значи цело време беше истото. Ова беше доволно за ние да може да снимиме реклама, што малце направивме по-фраерска во After Effects и такви финти, и ја пуштивме рекламата со овој билд и да мериме CPI. CPI за тај деј, па ќе кажам, мегахит беше во момент 5 центи. И знаевме што во тој момент дека има мегахит и мора да идеме понатаму и да ја завршиме што побрзо. После 2,5 недели работа, тај деј личеше вака. Имаше целосна арт дирекција, арт директорот наш заедно со помош на некој UI дизајнер од Crazy Labs ни помогна. Ставивме многу фичери. Значи има продавница како доаѓаат клиенти што бараат специфични работи да им се обојат со специфични бои, им ги боеме, како добро се обоени добиваат играчите парите ги трошат да наградуваат продавницата, се одлучуваат нови бои, се одлучуваат нови облеки, се одлучуваат нови клиенти. Има албум, во албумот се фаќаат слики од вашите креации што може да ги делите со други пријатели на буквално шер на Instagram, на TikTok, на што сакате. И тоа стигнавме од оваа верзија, што не валидираше нешто, стигнавме до оваа последната и ова беше првиот релиз на оваа верзија. Не застанавме таму, ова е тај деј моментално. Значи видите во само левиот екран што е home screenот, претходно беше 3 дугмиња и само женски карактери имаме во овој момент исто така. Сега е милион дугмиња, 100.000 работи, имаме машки карактери, имаме наши верзии на celebrities, Keanu Reeves, Weekend, Travis Scott, такви работи. Имаме нови фази во играта. Може на дизајните тај да е како на втората слика, освен од кога се обоја да се залепуваат сликички, може да се прска со спреј, да се стават стенсили. Имаме блич или на нашки кажано варикина, ова беше популарно јас кога бев млад, си ги боевме облеките со варикина, си ги бледеевме и правевме финти. Десовме социјален аспект, малце има надпревари, десно може да видите, баш денеска е надпревар што го запалив. Се надпреварувате со други играчи да дизајнирате што подобри тај облеки, значи вашите дизајни луѓе може да гласаат, се добиваат и награди и такви работи, има разни типови на аквариуми, разни типови на шишиња, има разни типови на ластици, многу контент што сме го правили и се уште работиме и додаваме контент во самата игра. Како ова всушност го развивавме, иначе ова беше како е Hyper Casual и како и сите овие стадиуми на издавање на Hyper Casual. Самото развивање, значи девелопмент на код, правење на асети на самата игра, саунд ефекти и музики, ги прати овие фази на тестирање. Не сакаме никогаш да потрошиме, па ќе повторам, време да развиваме во празно, да развиваме нешто што ние мислиме дека ќе биде кул, дека ќе се продава и ќе личи супер, и после кога ќе опуштиме, искочи го пазарот него бара тоа и само ќе пропадне нашиот време, труд, а морал исто мора да признам. Правиме, освен што правиме билдови што ги пуштаме на продавници да тестираме работи, често правиме и билдови што не се за јавноста, што ги користиме интерно за да ни помогнат при снимање на тие реклами, например, со некои по-фраерски финти. Квалитетот на секоја фаза од тестирањето на Hyper Casual игра, на кодот и на продуктите, на асетите, рефлектира брзината која што таа фаза треба да биде завршена. Што сакам да кажам со ова? Почнуваме секогаш од темплейт. Овој темплейт не постоеше кога се направи Furious Avocado, овој темплейт почнавме ние да го градиме како ги правевме овие игри. Значи имаме многу игри направено, 2 издадено, секоја игра што сме направиле, дури да не е издадена, било што сме направиле за таа игра, ако сметаме дека може да се реискористи некогаш во иднина, или го додаваме во тој темплейт наш, што е наместен за лесна продукција на билдови, или во една библиотека што имаме, што користи многу готови и конфигурабилни компоненти што сме ги искористиле, некогаш сме ги направиле за некоја игра, после сме ги генерализирале, сме ги ставиле во оваа библиотека и тоа ни возможува на многу лесен начин да ги интегрираме во наредната игра, што е да е тоа. Како пример, ова не се готови работи што за 5 минути во било која игра може да ставиме локален инвентори, level flow, shop, сетинзи, хаптики на телефон, саунд ефекти, музика и многу други работи. Почнуваме од темплетот, значи имаме некоја базична поедовна точка и почнуваме да работиме на CTR или CPI build, нели првиот тест е CTR и CPI. Мантрата тука е, ова го завршуваме што побрзо, за да ја валидираме идејата дека е маркетабилна, кодот и квалитетот на кодот не се битни. После тоа ќе офрлиме, ама буквално ќе офрлиме, shift delete му преме, чао, не го гледаме, не е битен. Значи, окей да има багови, не е проблем, пошто пак маркетабилност да тестираме, само се заврши што побрзо. Некогаш во оваа фаза не правиме само еден билд, значи го правиме тој што ќе иде на продавницата секако, но некогаш правиме друга верзија што
ја користиме и играме на компјутер, не ја ни ставаме на телефон, што ни овозможува пофрајерски да снимиме видео. Значи, на пример, билдот има 1, 2, 3 фичери, за што побрзо да се издаде играта, а сме направили уште неколку што не се толку добро тестирани или можеби треба комбинација од типкање на тастатура за некои работи да се пуштат и да изгледа дека се случуваат уствари се фейк. Тие го користиме за да ги снимиме видеата за маркетабилност. Ако CPI тестот пројде, се ова се фрла, shift delete, значи не е битен квалитетот, само нека биде брзо. Може да се направи во било кој тул, ќе покажам после, значи може биде Unity, Unreal, Playmaker, во Maya нека биде дури ако треба 3D анимација, само не мора ни да биде игра билднова, само да се валидира идејата дека проаѓа. Тоа е многу битно. Откога ќе пројде идејата, почнува да се работиме на тие retention тестови, ја видно ги викаме retention билдови. Retention билдовите ги правиме робустни. Тука повлекуваме малце краја мерачна, викаме окей, сега знаеме што треба да направиме, знаеме како пазарот реагира на оваа идеја. Правиме сет на робустен сет на requirements што треба да ставиме во играта, се договараме и го правиме од нула проектот, али го правиме така да биде екстензибилен, пошто како што кажав, во текот на 2 години цело време додаваме фичери на тај идеја и треба да биде тоа додавање лесно и го правиме да биде mostly bug free. Значи целото тестирање тука во принцип е внатре кај нас, али се фокусираме да биде све напишано како што треба, имаме етаблиран ревју процес, значи се што работиме проаѓа низ ревју процес да се покаже дека све во ред. И некогаш, за да штедиме на време, сега како ова, правиме малце фейк идни фичери. Како пример, во Tide кога пуштивме првата верзија за retention, имаше 5-6 шишиња за ставање боја на мајците, а во екранот кај што се покажува колекцијата на шишиња што може да има во играта, имавме ставено сликички за уште 10 и имавме ставено coming soon. Значи тие не беа имплементирани, само некои нас сликички ги ставивме. Знаевме дека ќе ги ставиме ако пројде нели retention билдот, али не трошевме време на тоа, пак им дававме илузија дека има нешто ќе стигне до таму, ама тоа е во подоцнежниот дел од играњето. Во Candlecraft слично така нешто, на почетокот имавме механизми што му доделува на играчот пари, in-game пари, нели, од нарачки да ги завршуваш успешно и добиваш пари, али немавме механизам да ги трошиме. Кога додававме после, знаевме дека ќе додаваме ние после, но за да се пушти билдот и да се види како луѓето реагираат, го немавме тоа имплементирано. Овие билдови ние ги пуштаме на нашиот акаунт. И сега во загради имам ставено инкогнито. Зашто имам ставено инкогнито? Често е, например, нас како Furious Avocado не знаат, после тај ден не знаат сите во Hypercasual светот дека кои сме како студио, и ако вие игри ги објавувавме да се тестираат на нашиот Furious Avocado Google Play акаунт, например, ќе ги видат одма competitors и секако знаеки дека доаѓа од нас и веројатно има проспект таа игра, ќе биде успешна, ќе седнат и ќе не копираат. И може да ни скопираат побрзо, зависно од нивниот тим, до каде се, ако може има слична идеја и така натаму, затоа што правиме, отвараме цело време инкогнито акаунти на чудни имиња за да не може да не најдат. Значи никој што вие не ги стави на Furious Avocado акаунтот, иако се наши, треба да бидат само некачани, за да не фатат и да не ископираат. Ова е kinda known како стандард во Hypercasual. Кога ги пројдеме retention билдовите, стигаме до билдовите во кои што треба веќе да интегрираме реклами и да го мериме профитот. Значи, потврдивме дека има добар retention, потврдивме дека има добар CPI, ајде да видиме сега, да потврдиме дали тоа стварно резултира во добар профит. И во овој момент се продолжува работата на retention билдовите, значи не е фрлено ништо од претходно, затоа треба да биде многу робустно. Браво, Себастијан. Додаваме многу фичери, значи пак цело време додаваме многу фичери и битно да работи во овој момент ги интегрираме китовите за развој на издавачите, сите си имаат свој и во нив имаат они многу код што го има на секоја игра, што е код што покажува реклами, interstitials, reward videos, мери во позадина на аналитики, кој играч до кој ниво стигнал, во кој дел од нивото се откажал, кои работи ги купил, од која држава доаѓа, на каков телефон е, на каков оперативен систем, сите овие аналитики не се потребни за да можеме во идниот да донесеме информирани одлуки ние за тоа кои наредни фичери да ги ставиме во играта или ако треба нешто да смениме. Во овој момент играта проаѓа низ ригорозен тестинг на кодот, на квалитетот, зборувам сега, значи на QA. Најчесто ова го
се случува кај издавачите, некои големи издавачи имаат свои QA тимови, некои немаат, па мора да аутсорсаме, не офирисало како немаме QA тим се уште, бидејќи се случува бајаги доследна фаза на нели на играта. Али проаѓа ригорозен тестинг, бидејќи играта што треба да искочи во момент треба да биде перфект. Значи тоа е тоа, треба да работи, не треба да кочи за да ни покаже некој мал снепшот за тоа како ќе е профитабилна играта, ни потврди дека играта ќе е профитабилна. И во овој момент играта се префрлува од нашиот акаунт на на App Store или на Google Play до акаунтот на издавачот, влегува во нивното портфолио и дури имаат и еден cross promotion се вика, сите нивни игри сервираат реклами од други нивни игри, па таму има исто и малце органски број на инсталации кои што доаѓаат. Овој циклус го правиме за секој нов фичер. Значи, ARPU билдот ги става овие SDKs, после ја лансираме, сме стали екстра фичери. После 2 месеци ни текнува уште нешто, сме стали екстра фичери. После 2 месеци ни текнува уште нешто, сме стали 2 екстра фичери. За секој нов фичер го правиме овој циклус. Работиме на робустен код, на претходниот билд даваме работи, интегрираме ако треба нешто од кај издавачите, праќаме многу ригорозен тестинг процес и ја пуштаме играта надвор. Се размислав дали да покажам код и такви работи, пошто не треба за програмирање се тоа, мислев дека може и ќе забегаме на некој начин, а и многу е обемно за да се покрие во една презентација, така да малце ќе отидам по-абстрактно, малце ќе направам zoom out и ќе зборам за тоа како се создаваат hyper casual игрите, самите асети, со кои алатки ние ги користиме, некои финти и некои common компоненти на hyper casual што ги набрав од нашите библиотеки, како ние ги имаме дизајнирано да на најлесен начин и да ни даваат најголема вредност. Ние лично во Furious Avocado работиме во Unity. Значи Unity е game engine кој што се куца најчесто во програмски јазик кој се вика C#, C тараба. И од него правиме билдови за iPhone и за Android. Многу битно се напомене дека за било каков билд за iPhone да се направи, мора да имате или физичка Mac машина или виртуелна Mac машина. Не може да се прават на Windows машини. Apple, тоа е тоа, нема друго. Сега постои Unreal Engine. Unreal Engine е фантастичен. Нивото на работа во Unreal Engine захтева малце поголемо познавање на компјутерски концепции, малце по-про направено. Во Unity има некои drag and drop работи што се полесни. По наше искуство, Unity ни дава подобри перформанси на мобилен, него Unreal, на компјутер секако дека не е така, но може да користите некои визуални скрипти, визуални јазици за програмирање, внатре во Unity или сосема други алатки посебни. Го излев тука Playmaker, ова е плагин за Unity во кој што може да се програмира играта без да се пишува код. Значи се користи еден визуелен јазик, треба да се научи секако тоа е специфичен визуелен јазик за Playmaker, но бајање е лесно за некој што има мало познавање на код или нема да си ги преточи идеите во некои делови од играта. Не можам да ветам дека целосна игра може така да направите, ама барем првичните фази сигурно може на некој начин така да ги тестирате. И Маја имам ставено тука. Маја секако нели не е енџин за правење игри, но го имаме правено во иднина, ќе продолжиме да го правиме и го имаме правено во минатото, ќе продолжиме да го правиме во иднина. Не секогаш за првите CPA и CTR билдови ние правиме играта. Некогаш ќе се случи да луѓето што работат 3D во Furious Avocado се слободни, немаат некој побарување или нешто што би се имплементирало, би земало многу време, бидејќи работиме на симулации, често тоа значи многу девелопмент време и може да биде побрзо да се напрати, да се моделираат 3D асетите, да се анимираат како една убаво наместена сцена и од тоа да се сними реклама. Не пуштаме игра или пуштаме некоја базична игра на Store и имаме CPI видео направено во Маја. Секако тоа ако пројде, или тоа исто се фрла, исто како CPI кода за CPI видео за билдот за CPI се фрла, кога се почна да се прави играта за retention тестот, тоа се прави професионално во Furious Avocado, во Unity, може и во други engines. Друг совет мој е use and reuse assets. Значи внатре во Furious Avocado секој асет, одека зборувам за плагини или за 3D асети, карактери, props, зграда, мост, шише, маса, хидрант, дрво, што и да е. Имаме библиотека внатре во Furious Avocado што тие ги чуваме и ако има можност ги рескористуваме на другите игри, значи на наредни игри што ги работиме, пак за да се забрза тој цел процес на работа. Исто така не е uncommon да се снимаат асети, дали бесплатни, дали купечки од Unity Asset Store. Значи Unity има продавница на која што се продаваат асети
плагини, сакате share to Instagram да имплементирате, може да го скуцате вие, може би има плагин што ќе го снимите сами, ќе ви дае таа можност. Ги одвев тука Polygon, може би сте ги сретнали кога сте играли некој hyper casual игри, ова се Polygon прави асети што се многу често ги искористуваат студија во правење на hyper casual игри. Такви се малце блоки, картуни, интересни се, на сите им се допаѓаат, да речеме, такви се имаат маса appeal. И use and reuse assets, значи одете на Asset Store, видите што има, може би нешто ќе ви се најде. Ако правите кастом, некој 3D моделер ви направи некои асети, направете ги така да не се игра специфик, да може да се искористи во наредна игра, например карактерите ние во Tide што ги користевме, сме ги користили во други игри. Карактерите што ги користиме во Candlecraft може да ги користиме во други игри, мислам дека се уште не сме ги искористили, ама може, нема зашто да не. И сега ова се последните делови што се фокусираат директно на програмирањето, нема да влезам длабоко во концепти на програмирање тука, но само ќе дадам неколку совети како ние ова го работиме во Furious Avocado, тоа што брзо идентификувавме дека секоја hyper casual игра има нешто што го викаме ние level flow. Level loop, game design loop, ова исто се вика кога се дефинира што се прави во играта, тоа е како тече играњето на едно ниво. И играњето, ова е пример доле од играњето на ниво во Tide, доаѓа кастомер, доаѓа, нели, муштерија, нарачува нешто и после почнуваме да играме, се отвара неговата облека што е нарачал, ја виткаме, ја врзуваме со ластици, ја боиме, ја ставаме во аквариумот, ја миеме од екстра бојата, се отвара мајцата, ја носи кастомерот и ја носи муштеријата и фаќаме селфи и после тоа завршува нивото. Секако има варијации, има подфази, не подфази така дале, ама ова е на некој абстрактен зум аут ниво, ова е како работи тај идеја и ние вака ја дизајниравме. Концептуално ова се вика state машина во програмирање, математички конструкт што дозволува чиста транзиција од една фаза на друга фаза, да не ви пукне главата, нема се замарам со тоа сега, али предноставите што ова го има, значи кога ќе го земеме идејата на како сакаме да биде играта, значи ќе се договориме со гейм дизајн како сакаме да биде играта, ние како девелопери правиме буквално зум аут и гледаме окей кои се малите чанкс на код што може да куцаме, што се фазите кои што се извршуваат подреден редослед за да се игра играта, да тече играњето на едно ниво. Ги идентификуваме и после тоа предноста ново е дека се многу мали делови код што се менеджабл, значи фазата за fold, значи за виткање, единствен дел од код што треба таму да се напише е како се витка мајцата, ништо повеќе. Фазата за бојање треба да има кодот само како се бои мајцата, ништо повеќе. Фазата за миење треба да има код како се става мајцата во аквариум, ништо повеќе. Тоа го прави кодот да биде многу инстанциите код, делчињата код да бидат многу малецки, да полесно се менаџираат од во иднина да се менуваат и да се даваат фичерс или да се бараат багови, а исто така полесно се сватат. Како програмери кога размислуваме за некоја игра и кој е решението, многу е полесно се подели на мали делчиња што полесно индивидуално се сваќаат. И битната работа е може да ги работат ова различни девелопери во паралела и да се забрза целиот процес на креирање на играта. Ако ова беше на едно место и правиме вака иде нивото на тај дей се игра и сите го куцаме исто ниво во еден файл, например, или на едно место, ќе биде хаос. Ако се подели вака малечки фази, ние ги викаме фази, не мора да се викаат фази секако, дозволува повеќе девелопери да работат на повеќе фази, да ги местат, и исто така на гейм дизајнерите им дозволува, например, ако одлучат дека прво ќе се витка мајцата, тоест прво ќе се unfold, ќе се одвитка мајцата, па ќе се става во базенот со вода, само ќе го поместат редоследот до извршување на фазите, бидејќи тие се индивидуални, не знаат за таа пред себе, не знаат за таа после себе. Им дава креативна слобода да може да направат промени, да ги пробаат дали добро функционираат или да се премислат едноставно, без да се имплементира ништо. Сите библиотеки наши се базираат на вој флоу, на правење игри, на возење на ниво, така running или на трчање на ниво, како да го викаме, на овие фази. И на секоја hyper casual игра што сме работеле од тај ден наваму, секогаш кога ќе се договориме како ќе изгледа играта и дизајнот, седнуваме, го разглабаме на фази и после тоа ги делиме меѓу нас девелоперите и паралелно си ги работиме. Level Editor е многу битна работа во овие игри. Hyper casual игрите знаат да имаат често повеќе од 500 нивоа.
тајда е, мислам дека има 500 и не знам кусор нива, веќе имаме забравено. Сега ова да се мести во било кој енџин, значи дали е Playmaker, дали е Unity, дали е Unreal, ова е tedious job, значи многу време зема. Тоа што брзо инвестиравме, ние го направивме, е систем кој што буквално отвараме спредшит, значи Excel или Google Sheet што и да е, и гейм дизајнерите користат некој keywords што сме се договориле дека ќе ги користат, да ги дефинираат нивоата. Ова што моментално го гледате на екранот, ова се првите 20 нивоа во тај и сега. Значи првото ниво ќе имаме мајца со кратки ракави, ќе се свитка во сврл и девојка што доаѓа е кај нас во играта со код Albino 01. На второто ниво е нешто друго и тоа дава како награда swimsuit. Третото ниво му даваме swimsuit на играчот да го игра. Во седмо ниво, во шесто ниво на пример, почнуваме со барање на специфични бои. Мора играчот да обои мини сукњата во азурна боја. Можеби да имаме VIP гости на нивоата, може да работиме со врикина, може да даваме tools, може да даваме choice за сликички или спрееви и се ова го дефинираат во Excel и овоме брзо си го користат они, си го надградуваат, си го менуваат, значи на едно место е многу лесно видливо, значи вака податоци многу лесно се покажуваат. За ова се префрли во играта, би требало да има многу време, но ние многу на почеток инвестиравме во еден level editor и тој знае да го прочита овој спредшит и да намести се во играта. На секоја игра тоа го имаме. Секоја игра што ја правиме, гейм дизајнерите влегуваат, си отвараат шит, си го местат, си имаме некоја структура како си го местиме тој шит, стискаат дугме самите без програмерска помош и одеднашка сите овие нивоа ќе се наместат внатре во играта. Не е толку straightforward овој процес, зависи дали е во Unity, зависи дали е во Unreal, затоа немам некој конкретен пример, али е како совет што една компонент што имаме ние кога развиваме Hyper Casual игри што многу ни помага да се зголеми брзината на правењето игри. И последниот совет е прост инвентори систем, значи во самите игри се отклучуваат работи, отклучуваат кај нас шишиња, мајци и такви работи, моментално и од Candle Craft се отклучуваат тука бои, се отклучуваат рачки за длетата, се отклучуваат различни глави за длетата, еве Coca-Cola длето например сега гледаме, банана длето и некои такви други откачени работи. Сите овие работи може да се направат на некој многу откачен, робустен инвентори систем кој што има World of Warcraft и така нешто. Овде како пример ставам дека тоа не е потребно во оваа индустрија. Единствено нешто во нашиот инвентори систем е што имаат сите уникатен ID, као именце, ова е Handles Banana например, имаат иконка бидејќи играчот мора да го види ова некоја колекција и толку. И кога ќе ги отклучат, единствено нешто што правиме, тоа ID го запишуваме ние во еден текстуален файл на уредот. И кога треба да видиме дали нешто е вклучено, само го читаме тој файл. Не мора да биде тука bells and whistles, инвестиравме во тул што ни дозволува ова убаво да го направиме нели со drag and drop, со кликање и такви работи, али ова исто така не е толку потребно, само е пример дека ќе каже некој ќе тоа е хекабло решение, може некој да го отклучи телефонот, да го отклучи тој текстуален файл и да го зезне или да допише нешто што нема отворено. Во ред, можеби е така, ама во Hyper Casual индустријата мора да се запамтиме дека не ги таргетираме геймерите, него било кој. Мајка ми кој док игра тајде нема да го направи. Многу од играчи кои играат на тајде тоа нема да направат. Треба да се штеди, да се работи паметно и да се направат компонентите во играта на нивото на поборувачката на играта. Значи пак е напомнам, не ми треба робустен инвентори систем кој што има Warcraft например, ми треба нешто многу просто како ова. Тоа се трите работи такви големи што сега да ги зовам за некој tips and tricks како го правиме ние Hyper Casual игрите и повторам тоа што го зборев 50 на минути. Start quick and dirty. Значи не се плаше да ги фрлате идеите, седнете, размислувајте, пробувајте си работи, зборувајте со другари, ова сакам да го направам, дали се свиѓа, дали ти има смисла ова што ќе го направам, дали го разбираш и почнете на некој начин да го направите тој прв CPI прототип. Drag and drop со визуален јазик, ако знаете кодирање, ако знаете 3D моделирање, ќе си го направите со анимации во Maya и така натаму, се тестира, се валидира идејата и после тоа се прави прототипот. Retention build и така натаму. Се што ќе направите поврзано со било која Hyper Casual игра, ако не се издаде, не го фрлете. Дури кога ќе падне играта, пак има некоја вредност, компонентите, ги тргате на страна од библиотека, може да ги користите нареден пат повторно. Сакате да има шоп во играта, претходно беше направен, drag and drop shop, за 2 сати имаме шоп, а не за 5 дена. Don't lose hope во Hyper Casual светот, ако случајно влезете, па ја ги брутален како што кажав, дури ние што имаме многу успешни, значи тајде е стварно светски мегахит. Има успешни игри, има мегахит игри, тајде е таква. Сепак имаме година дена каде што не сме издале ништо, а ностоп пробуваме, не губиме надеж. Секоја игра која што нема да пројде и ја убиеме, ќе пробаме да најдеме нешто позитивно таму, некое ново знаење. И
Може нас да не прашате за помош секако, али Hyper Casual community на интернет исто така многу вибрантно и сите делат совети, значи нема никој да ги скрие било какви финти или да има на Discord исто има на Hyper Casual група која што е многу популарна или секако нас како Furious Avocado. Туку беше од мене денеска, ако има прашања, би ги одговорил сите. Може да контактирате Furious Avocado на контакт е Furious Avocado кој треба, мене лично на Ivo Furious Avocado, ова ни е веб страната која што е во изработка и ќе имаме нова многу набрзо и секако на Facebook на Furious Avocado. Фала ти Ептен, ретко инспиративно предавање. Јас имав некоја визија дека поише код ќе пишуваш и си викам како тоа ќе го инкорпорира у целава работа, пошто пишување код на предавање е многу досадно да го гледа човек, знаеш, пошто тоа се толку сегменти, али сватив уствари ти како отиде и тоа е многу добро. Имаме прашања неколку, ќе почнеме, значи, сега ќе видиме вака. Овие ни беа прашани од еден дечко кој што не прати, но не можеше да биде тука, па јас ќе ги прашам во него име. Има ли бърнаут опасност кај програмери за игри? Како се релаксирате или намалувате стрес во работниот ден? Да. Значи има бърнаут опасност кај програмери за се, не само за игри. А роковите не секоја се брутални, например во Hyper Casual се знаат некои ќе бидат побрутални. До сега во Furious Avocado, па и претходно во претходните студии кај што сум работел, во нормален ден во принцип нема бърнаут, беќе релаксирано, си доаѓаме од сабајле, стендап, не стендап, немаме некое стриктно исто работно време, само гледаме се завршиме работата. Кога знаеме исто така од никаде да имаме некој или team buildings или само одеднаш одмор, 2 недели сите земаме одмор, онака зашто не да се одмориме. И често, нели, програмери на игри се играат игри, често седнуваме играме игри. Значи ќе седеме на Discord, игравме многу често Runeterra со share screen, па League of Legends, па TFT ќе се игра, дури работи како Clash Royale сме играле. Значи седнуваме си играме игри, ќе се направи муабече, ќе искочиме во team building дека ќе се направиме еден денска нручек, идеме во ресторан седмица, ќе идеме таму не знаат, сме стандардни. Така пробуваме да го намалиме стресот во работен ден. Во Furious Avocado специфично работниот ден гледаме да биде бајге лабав, се знае секако кој какви обврски има што треба да се заврши. Персонални работи работиме од дома, нели најчесто сега заради ситуацијата, може било кој кога да искочи да се одмори, да си гледа видео, да си легне, да се види со фамилијата, да оди на ручек, што и да е, се додека нели професионалци сме и си ја завршуваме работата на време. Дали го следите трендот на актуелни игри пред правење нов концепт на игра или повеќе сакате сами да направите тренд? Ако се следи трендот на актуелни игри и после тоа правиме таква слична игра, сме закаснеле. Значи тие игри веќе постојат и се барем во една фаза на тестирање пред нас, значи ако ние сме ги виделе некој друг и они веќе се пред нас и треба или да ги брзаме или да бидеме подобри, нели стандардниот трик во маркетинг или направи нешто подобро или различно, често тоа тука не работи. Тоа што ние пробуваме е да ги фатиме трендовите пред да станат игри. Значи ги анализираме, например, идејата за Tie-Dye дојде од TikTok. Пандемија да се случи, сите беа дома и правеа по дома, мајци си ги боја со Tie-Dye и се снима и си ги става на TikTok. Не постоеше игра. И такви трендови гледаме да најдеме да ги бркаме на некој начин. Ако веќе видиме игра, веројатно сме касно. Како може да направиме нашата игра да е нешто посебно стендаут од другите игри? Добро прашање. Најдобро е да не постои таква игра, нели? Најдобро е да не постои таква игра. Реалноста е дека клонови ќе има. Например, Tie-Dye немавме многу клонови, имавме 5-6 нешто така клонови, например. Кенокрафт имаше 10 клонови. Мислам дека на Tie-Dye се должеше дека технологијата наша за боење беше бајаги напредна и не може да не ископира таа технологија. Играта, освен има еден juice се вика, еден термин што во Hyper Casual исто популарен, ако играта која ќе видам некој друг како игра например во автобус пред мене и ми фати око, значи го видам тој juice нешто цветка, ефекти што е така многу фрајерски изгледа juicy ептен, кога да гледам бургер на маса, сум гладен, тоа е пред да биде стендаут. Значи да не биде таква Бланд, да, не знам се да не е бланд као не е бледа, така, не маркантно. Разводнета, нешто, него треба да има некој џуз во некој момент. Во Tie-Dye не знаеме точно каде, но сметаме дека кога ќе се отвори мајца, тука има многу добри ефекти направени, плюс елементно се прави се никој дека бои мајца не знае како ќе искочи, пошто е завиткана, кога ќе искочи онака денешко, каков е овој, што се случи. Во кои граници се движат вредноста на ARPU и
Трско прашање, колку би заработила една хайпер игра со милиони инсталации? Милион инсталации се малку. Значи милион инсталации се малку. Ќе биде профитабилно, немам овој. Значи вака, ќе биде ако играта има позитивен ARPU, играта ќе биде профитабилна. Вредноста на ARPU може да биде од 5-6 центи до 2-30 центи и повеќе, зависи од играта. Мора признам дека јас немам ваква некоја историска вредност да ви ја кажам, бидејќи ова е знаат издавачите не ги даваат ARPU вредности на другите игри, нели, фала Богу, заради competitive advantage и такви работи. Никогаш не е стигнал ARPU долар, сигурен сум, али у принцип е така во центи, затоа се оди на волуме. Колку би заработило со 1 милион инсталации? 6 центи по 1 милион, например, да кажеме. Израчунај, да. Да. Не е нула, али секако волумен е подобар. Дали би лансирале игра самостојно? Тоа е едно од наредните игри што Фирозава кога сака да ги постигне. Значи да направиме игра, нали, очигледно можеме. Тоа што издавачите значи го носат на масата е супер тимови кои што прават фантастични реклами, ги патат трендовите и ставаат звучни ефекти. Илија Цветковски е од луѓето што има работено на тај да има правено јаки звучни ефекти таму. Имаат они канали за рекламирање и многу битно имаат многу голем буџет за рекламирање. Значи се оди на волумен и треба многу голем буџет за рекламирање. Секако, нели, профитот бидејќи ќе го носат тоа на масата, профитот го делиме, имаме ние профит договори со нив, секогаш дека сакаме цел профит да доаѓа кај нас. Моментално немаме ноу-хау и фристайл како тоа да го направиме, али имаме планови како да го добиеме тој ноу-хау и тие финансии за тоа да го направиме. Значи, иако имаме мега хит од тајде, сепак за такво нешто големо се потребни многу повеќе. Значи, имаме секако планови, тоа е една од целите што сакаме да ги постигнеме во наредни неколку години. Тоа е тоа. Иво, фала ти. Повели Данила? Вака, како се издржува едно студио со hyper casual игри во периодот, да речеме, помеѓу две успешни игри, освен од приходите од тие игри? Да речеме, додека ја барате средната успешна игра, дали имате некој аутсорсинг, дали имате некоја соработка со Добро други? прашање. Да. Тоа не е односно добро прашање стварно. Значи помеѓу две игри е полесно бидејќи нели има приходи од претходната игра. И додека тие приходи ги има, може да се издржуваме додека бараме наредната. Али не се само тие, по-зезнато е од старт до првата игра. Пошто бидејќи од старт до првата игра нели нема никакви приходи. Тоа што се случува моментално е може да се подпишат различен тип на договор со издавачите. Некои од нив имаат договори, се зависи, значи фала Богу, големината на договорот зависи од реномето на студиото и на издавачот и колку се познаваат, колку е нивната верба меѓу себе. Има опции да плаќаат по прототип, pay per prototype се вика. Имаме идеја, ја покажуваме на издавачот вика супер идеја, изволте фиксна сума пари, направете прототип и одиме дале. Има опција да се добива пари по фазите. Значи ако се одобри идејата, се добива волку пари. Правиме CPI тест. Пројде CPI тестот, нови финанси за да издржиме да го направиме retention тестот. Пројде retention тестот, нови финанси за да издржиме да го направиме ARPU тестот и така натаму. И мора признам, ние така почнавме. Значи кога почнавме да работиме со Crazy Labs, така не беше нашата шема. Ние имавме идеи, ќе ги покажеме, ќе ги одобриме, ќе добиеме финанси. Правиме CPI build, ќе пројде, добиваме финанси за понатаму и така натаму. После некое време, малце сме суперстар, сега мора да признам, малце нескромно во hyper casual светот, се плаќа за ексклузивна соработка со издавачите. Значи ние имаме за симулации моментално, например, да не влегам во детали, нема веза, ама сме имаме ексклузивна соработка со Crazy Labs, Voodoo и така натаму. Како може да не се добијат 3 звезди и максимум 8 во играта? Тоа е исто една финта што ја правиме во hyper casual. Кога играш hyper casual игра, треба да се осеќаш многу добро. Во тај не го знаат тоа, во тај не може да се добијат помалку од 2 звезди. Секогаш се добиваат 2 звезди во тај третата звезда се добива ако се запазат боите што ги бара клиентот. Тоа се случува таму 7-8 ниво, не знам каде. Претходно ако не бара бој, 3 звезди даваме. Feel good моментот. Значи мора да сниме супер ако игра, да се сеќава дека направи нешто фантастично и одиме дале. Тоа го се користи често во hyper casual игри. Се распишува луѓе. Дали вреди да се почне со ваков тип на игри за понатаму да се проложи кариера со подолги сторилайн или кооп игри? Да, hyper casual од два аспекти. Hyper casual е фантастичен за почеток на студио. Значи сторилайн кооп игри се нешто што се развива многу време и пак, кој се кажам, може кога ќе искочи на пазар да не биде тоа што пазар го бара.
често студија кога почнуваат вака добиваат странски инвестиции, инвестиции од надвор, продаваат проценти од студиото или се договараат за проценти од профитот и така натаму. Hyper Casual дава многу голема слобода и исто така ако се успеа брзо, ако се fail се fail fast, зашто е исто многу битно. И слични си нашите аспирации како студио. Значи, почнавме со Hyper Casual, имавме други идеи кога сакавме почнеме всушност, ама се случи да влеземе во Hyper Casual и имаме многу големи амбиции да влеземе и во посериозни мобилни игри, конзолски игри можеби, PC игри се уште не, ама сторилайн игри, кооп игри или, сега малце ќе звучи смешни игри што би сакале ние да ги играме. Значи тај да е супер игра, ама јас нема тепон 10 сати на ден да играм тај да ги играм нешто друго. Али такви не се идеите, а овие игри ни дозволуваат да имаме финансиска стабилност тоа да го направиме во иднина. Така. И за крај Драш прашува дали имате интерншип и дали сте отворени за интерншип. Интерншип многу сакаме да имаме и многу не контактираат да имаме интерншип. Проблемот со интерншип е што се уште сме малце understaff за да имаме dedicated луѓе што ќе ги водат тие интерес. Значи имаме бајги робустна програма за напредување внатре во Furious Avocado и на секакви процеси што имаме внатре во Furious Avocado и се сакаме да биде на up and up, да биде top notch, super high quality. Не сакаме да имаме интерншип колку онака. Ако дојде некој на интерншип, сакаме да има човек што ќе го води, да знае каде ќе стигне, да работи на добри работи, не пред кафе или глупости, некои такви ствари. Многу сакаме да го имаме тоа. Не сум сигурен, најрано би било после летова некоја опција тоа да се случи. Секогаш бараме за вработиме не било кој, имаме отворени позиции што сега не се лајф на сајдот, ама ќе бидат за некоја недела. Гейм девелопери, гейм дизајнери, 3D артисти, слободно контактирате, ќе направиме уебет, па дури Драж за интерншип може да се отвориме линија комуникација и кога ќе има нешто така да може да исконтактираме, ти кажам. Мейлот ви го кажа, имате сајт furiousavocado.com, дзинете го таму, пишете им. Иво, фала ти уште еднаш за ова предавање, беше прекрасно. Дечки, ви благодарам што гледавте. Правиме пауза од 1 минутка и се враќаме со Мартин Петковски од Камај Медија. Чао, Иво. Чао. Неко се гледаме.